Ниту протестна нота, ниту реакција и тоа веќе неколку дена. Буквално молк од македонската влада што Бугарија спротивно на добрососедскиот договор ни воведе такса за рускиот газ што стигнува до нас, а транзитира низ бугарска територија. Алфа и денеска праша, ама од Илинденска број 2 нема никаков одговор. Дали како држава имаме некаква алтернатива, колку тоа ќе не удри по џеб и што значи ова за Македонија? Неофицијално според извори на Алфа, нереагирањето на македонските власти ќе не чини уште поскап газ, ама и набавка на далеку понеквалитетен газ од рускиот. Согласно Преспанскиот договор, Бугарија треба да ја поддржи Македонија како земја аспирант за Европската Унија, но со воведувањето на нови давачки ни зададе дополнителен финансиски товар. Инаку Газпром испорачува газ за Европа преку Украина во количество од 41,8 милиони кубни метри дневно, и тоа преку гасната станица Суја во руската област Кусок, објаснуваат од Газпром. Транзитната линија низ Украина останува единствената рута за снабдување на земјата од Западна и Централна Европа со руски газ. Во меѓувреме е целосно прекинато пумпањето низ Северен тек. И додека владата кај нас се однесува како ништо да не се случува, Србија и Унгарија експресно реагираа. Децидни се дека одначувањето на Бугарија драматично ќе зголеми цената на гасот што се доставува до овие земји. И тие најавија дека ќе бараат заеднички одговор од Бугарија и од Европската Унија. Ја верувам да ćemo mi sa našim Верувам дека ќе успееме да решиме се со нашите бугарски соседи и пријатели. Едноставно има договори кои се јасни и недвосмислени. Претходно реагира и од кабинетот на министерот за надворешни работи на Унгарија Петар Сјарто. Бугарската одлука за наметнатата такса за транзит на природен газ од Русија е непријателски чекор кон Унгарија и Србија. Таа е против европската солидарност, бидејќи загрозува енергетската безбедност на земја членка на Европската Унија и земја кандидат. Европската Унија не применува санкции за испораките на природен газ од Русија. Па аргументот на бугарскиот премиер во овој поглед е целосно неточен. Инаку добар дел од експертите веќе реагираа дека новата такса ќе се одрази на цената која ја плаќаат крајниот потрошувач и ја сметаа за голема уцена на бугарската политика врз земјава. Инаку ова не е прв пат Бугарија да го прекршува договорот за добрососедство. Згора на се, Македонија исполни речиси се од него, ама и самата македонска власт веќе признава дека бугарските уцени нема да завршат, а ние остануваме се подалеку од Европската Унија.